300.000 евра е вредна првата прочистителна станица во општината Чешиново-Облешово. Ова, меѓу другото, денеска во Чешиново го објави министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски, кој изврши увид во низината изградба. Лоцирана во непосредна близина на селото Спанчево, овој несомнено капитален објект за општината го решава повеќе деценискиот проблем за пречистување на отпадните води. Во исто време стартува и изградба на канализациониот систем за повеќе населени места во општината. Овој проект е дел од проектите кои што се инвестирани преку Европската инвестициона банка, кои што ги реализира Министерството за транспорт и врски и кои што само во моментов се околу 30 на издржавата и нормално е дека тие се дел од тој проект на Европска инвестициона банка кои што во моментов се околу 10 милиони евра. Задоволството од решавањето на ваков витален проблем за граѓаните на оваа општина не го криеше и градоначалникот. Значи тоа од големо значење за нашето населено место. Со таа цел, со правење на локални патишта, на инфраструктура, на канализации, значи сакаме да ги подобриме условите за живот на младите граѓани во нашата општина Чешиново-Облешево. За 55 милиони евра е зголемена реализацијата на капиталните инвестиции од областа на градежништвото, посебно патната инфраструктура, објави Сугаревски. Последните податоци кои што ги добив од јавното предпријатие за државни патишта укажуваат на тоа дека ако ланската година биде реализирани 29,2 милиони евра, до овој период ланската година во моментов се преку 64 милиони евра реализација. Со подпишување на анекс договор ќе стартува и реализација на пренамена на средствата од проектот Карго аеродром кај Штип, тежок 43 милиони евра. Истите ќе се наменат за изградба на водовод и канализација во повеќе општини од Македонскиот исток. Динамиката на реализација на средствата од гасификацијата бележи нагорна линија. Во моментов таа е позиционирана на 25,7%. Предвидувањата се нивно 100% реализирање, посочи Сугаревски. Министерот потсети, официјално отворање на автопатот Штип Миладиновци ќе се случи за неполна недела.